Предметот за потенцијална штета од над 160 милиони евра при набавки на мазутот за ТЕЦ Неготино не е готов со затворањето на истрагата, ниту пак некој може да му убеди дека кога истата почнала имало докази, а сега нема, кажа министерот Панче Тошковски во гостувањето во само интервју, кој најави нови чекори, но не ги откри. Тој како и целиот тим од МВР кој работел на предметот, а како што вели Тошковски под насоки на обвинителката Коларевиќ, се шокирани од ваквата одлука на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција и порача дека постапката која според него е плитко спроведена нема тивко да се затвори. Лично сум крајно разочаран, а многу се разочарани и припадниците на Министерството за внатрешни работи кои што макотрпно работеа нови предмет. Во никој случај не сме една ваква постапка, така тивко да се таков тивок обид на затварање на постапката да има. Ќе види јавноста во наредниот период зашто точно сум сакал да поентирам од аспект на фактичка состојба која што Министерството за внатрешни работи неспорно ја има утврдено во изминатиот период. Никој не може да му убеди дека во тој момент тогаш имало докази, а сега нема. Има процесни чекори кои што следат, кои што ќе следат во иднина. Претпоставувам дека ќе има одредени чекори за брзо, но во секој случај ова пресудена работа не е. По низата реакции, предметната обвинителка Катерина Коларевиќ во интервју за 360 степени се правда дека истрагата ја затворила бидејќи клучните елементи за кривичните дела не биле потврдени, а дека немало штета како што вели тврдели и од ЕСАМА, од каде како што кажа во ниту еден момент од истрагата не доставиле докази и документација дека компанијата претрпела штета од осомничените. Представниците на АДСМ, овластени од сегашниот директор на АДСМ и представниците на ТЕЦ Неготино, овластени од сегашниот директор на ТЕЦ Неготино, на записник во обвинителството изјавија дека постапките се спроведувале согласно правилата, дека немало проблеми во динамиката на испорака и дека договорите биле целосно испочитувани. Од ЕСАМА пак демантираат, велат дека лицата кои биле повикани во обвинителството не биле ниту овластени, ниту компетентни, а најмалку одговорни да даваат коментари за финансиска штета. Тие посочуваат дека во ОЈО биле повикани инженери за да ги образложат техничките процеси и истите немаат допирна точка со економија и само потврдиле дека немало штета, но единствено во однос на планот за производство на електрична енергија. Обвинителката паушално го спровела вештачењето на доказите од кривичната пријава и неосновано ги искривила исказите на пратените инженери на барање од обвинителството за да ги образложат од технички аспект механизмите на спроведувањето на спорната набавка, како изговор за прекин на постапката. Токму тие искази сега се злоупотребуваат за спинување и правдање на обвинителката дека наводно наредбата за запирање на постапката била резултат на изјавата од АДСМ дека немало настаната материјална штета. Велат од ЕСАМА. Во однос на тоа дали ќе има реакција од страна на републичкиот обвинител, од ОЈО велат дека процедурите во обвинителството се јасни. При евентуален приговор, кој веќе го најави ЕСАМА, ќе постапува Вишото јавно обвинителство.